Почитувани граѓани, почитувани представници на милионите, добар ден. Денес сум овде пред вас да изнесам состојбата на општина Прилеп, колку изнесуваат обврските и состојбата званична на општина Прилеп при нашето примопредавање со претходниот градоначалник. Имено ми беше презентирано дека во касата на општина Прилеп се наоѓаат околу 5 милиони денари што имаме на располагање, а долгот према доверителите е некаде околу 25 милиони денари. На прв поглед ми гледаше прилично добро, но за жал не беше така. После 2-3 дена долговите се зголемија на 29 милиони денари. За отприлика 2 недели тој долг достигна до 104 милиони денари. А кон ова се додаде и другиот дел кој што беше кредитите од Светската банка, првиот и вториот кредит, едниот 40, другиот 20 милиони денари, и лизингот за моторните возила околу 2 милиони 200 илјади денари, вкупниот долг што општината во овој момент што треба да ги исплати е околу 166 милиони денари. На ова треба да се додаде и ризичниот фактор на отужени побарување што треба да ја исплати евентуално општината, а што се известни, тоа се на физички и правни лица, околу 36 милиони денари, и тоа без законска затезна камата и без судски трошкови. И сето тоа, ако се земе во предвид, долгот на општината Прилеп во овој момент би било околу 202 милиони денари или неполни 3,5 милиони евра. Можам да ви кажам дека во нашата општина има вработени 95 со полно работно време, на неопределено работно време и 60 со договор на определено работно време и отприлика околу 155 вработени се во општина Прилеп. Но морам да кажам сите овие податоци што ги презентирам, произлегуваат од записникот што го направивме заедно со градоначалникот и службите од секторите на општина Прилеп. Детали за сето ова содржи во извештајот на Државниот завод за ревизија, а упатуваат на сомнежи на незаконско работење и ненаменско трошење на народните пари. Поради сето ова, инспекторите од надворешната канцеларија на економскиот криминал од МВР по налог на јавниот обвинител вршат контроли врз финансиското работење на општината во изминатиот период. Но сето ова морам да ви кажам дека не е кочница за моето работење. Ве уверувам дека сите овие обврски према доверителите ќе бидат намирени и во иднина вработените немаат да имаат проблем со земање на плата. Ви благодарам. Прашање може? Повелете. Кои фирми се јавува како најголеми побарувачи на средства? Најголем побарувачи на средства се блиските фирми до Маријан Ристички, ова мора да помене. Новоградба, Електроточила, Пелатранс и Матадор. Тоа се 4 главни фирми со кои што се работува изминатите години општината. По кафе рековте долго кон кредитот од Светската банка? Од Светска банка 60 милиони денари, да. Значи 104 милиони денари се средствата што треба да ги исплатиме во текот на оваа година и наредната година. А другите 62 милиони денари, тоа се долгови кон Светската банка, едниот е 40 милиони денари кои треба да ги исплатиме до 2026 година и другиот е 20 милиони денари до 2022 година. Го спомнав и тоа, кој што во целокупниот долг го имаме. Тој е репрограмиран и отприлика на 6 месеци една рата од околу 10 милиони денари. Дали во овој момент се врши контрола на финансиското работење на... Да, во овој момент токму се врши финансиско работење на општината од страна на службите на МВР.